Добре дојдовте во Надкаст, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Мирослав Будовиќ, кандидат за градоначалник на општина Центар од Знамик, подржан од коалицијата Твоја Македонија. Добре дојде. Добре, Најда Љупчо, ви благодарам многу на поканата, да ги поздравам следачите и гледачите и читачите на Курир. Ти благодарам што си овде. Мирослав, кога зборуваме за Центар, како би го опишал, да почнеме онака од широко што се вели, како би го опишал Центар? Што за тебе значи Центар? Како најпластично би кажал, што е Центар? Центар е местото на моето раѓање, на моето растење, на моето созревање и местото каде што сега живеам и растат со фамилијата живеам и растат моите деца. Центар го доживувам како место каде што, знаете, кога растете во една средина, тоа е дел од вас. Центар има оставено на мене големо влијание и има големо влијание и јас верувам како поединец во Центар сум оставил свој белег. Тоа убаво детство што сме го имале на времето каде што сме растеле во чиста, убава средина, во мирни услови, каде што играта не била пред се без никакви задни намери и интереси. Тие сите убави сеќавања кои што денеска кога ќе поминете по некоја улица ви се враќаат тие убави моменти и оставаат, што оставиле голем впечаток на мене. Се присеќаме, си разговараме со пријателите на одредени теми кои што на места кај што сме го поминали. Центарот на градот е лицето на градот, лицето на државата, бидејќи се случува тука. Низ годините Центарот е многу променет, по тоа што јас го паметам. Например, кога сум зборил и со моите родители, они како го паметат од минатото, нормално е да има процес на развој, меѓутоа сега тоа што ми се случува низ годините, тој брутален и агресивен процес на бетонизација на Центар започнува да ми пречи. Ми пречи бидејќи местото каде што живеев е многу поразлично тоа што каде што живеам сега. Местото каде што играат моите деца е многу поразлично каде што играв јас. Така што време е одредени процеси во општината да се успорат и да се направи одредена промена кон подобро, за да пробаме оние добри моменти што сме ги имале ние, да пробаме да ги оставиме на нашите деца. Како човек што целиот живот го поминал во Центар, многу добро ги познаваш и проблемите со кои што се соочува општината. Кога би ги ставил првите 2-3 нека бидат, но кои се најголемите предизвици и проблеми со кои што се соочува Центар? Ја спомна бетонизацијата, тоа е факт, но кои се и другите проблеми кои што треба да се решат и кои што ти би ги решил како иден градоначалник? Многу ми е жал што во 21 век зборуваме за хигиена. Така. Бидејќи тоа не треба да биде ставено на дневен ред, тоа треба да биде сервис на општината, каде што редовно, континуирано се одржува и се чисти. Втората работа што би издвоила безбедноста, бидејќи не зборам само безбедност со сообраќај, зборам безбедност во училишта, зборам безбедност во домување и секако безбедни тротоари, простор од децава каде што треба да движат да стигнат до училиште и си играат во тие дивни детски катчиња. Имаме случаи во моментот во 2 училишта каде што фасадата е подлепена и секој момент може да падне. Тоа е и лошо одржување и лошо пратење на ситуациите што не се случуваат. Кога збориме за хигиената, не може за политички маркетинг во моментот да се користат луѓето работени во ПОЦ, за да излегуваат на терен и да чистат. Тоа се требало да биде исчистено и средувано низ периодот, а не сега да гледаме депонии како се чистат начело со градоначалникот. Доколку тоа беше реализирано и одржувано и континуирано чистење, денеска немавме да имаме таков политички маркетинг во делот од страна на градоначалникот, нити ние како кандидати и јас ќе ја ставам хигиената на прво ниво. Веќе мора да почнеме од хигиената. Мора да биде се чисто и средено, кој што кажаме на почеток, тоа е лицето на градот и лицето на државата. Кога е чисто, даваме добра порака дека првиот момент е среден, решаваме други проблеми. А ние се враќаме на почеток сега, зборуваме за хигиената.
Што мислиш за моментот за децентрализација на јавната хигиена како предпријатие, односно секоја општина да си располага со тоа? Сега е во рамки на градот Скопје најголемиот дел. Ова како идеја си размислува на оваа тема, еве центар самиот да се грижи за Центар хигиена. има многу површини кои Да. што се грижи тој за хигиената. Секторот за чистење под поц Така. имаат дури машини за чистење, цистерни, метларки, кои искрено изминатиот период ги немам видено да кружат. Не ми сметате 4 години ги немам Така. видено. Многу ретко уствари да кружат и да изчистат. Сега во периодот пред избори малце се активирани. Центар има општината има своји површини кои што ги одржува и тука доаѓа во даден момент во надлежностите каде што треба точно да се дефинираат и секој да си го чисти своето, Так. не да го префрла ѓубрето и сметот од едната на другата страна, него кога ќе влезе комунална хигиена, тие буливари да ги средува, кога влегува општината да ги средува тие површини што се нивни. Сигурно за се постои решение, меѓутоа треба да постои волја. Со добар план, со добар разговор, со чиста мисла и добра идеја, се може да се реши. Меѓутоа треба да седнеме на маса, да ги видиме како, пошто треба да се добијат и финансиите. Народот преку сметката за водовод ги покрува и собирањето на сметот и за комунална хигиена и чистењето на улиците. Сето тоа треба да добро да се избалансира и ако треба да се ги преземат, да, јас немам проблем со тоа. Меѓутоа, ако добро си ги направиме пресек во надлежностите, сам дека нема да имаме дополнителен проблем. Меѓутоа, тоа што се површини на општина центар, мора да биде чисто. Кога ќе се помисли на центар, зборувам за граѓаните кои што не живеат во центар, а доаѓаат во центар, а тоа директно се одразува и на центарци, не одам во центар затоа што таму нема паркинг или леле каде ќе се паркирам, да не се лажеме, нели? Сите институции се овде, сите театри, но и кафеани и се има и нокниот живот е сконцентриран нормално како што е во целиот свет во центар. Што ќе направиш околу овој момент, бидејќи досега поимот за центар беше токму на леле не ми се оди, немам каде да се паркирам. Факт. Искрен да бидам, мене приоритет ми се граѓаните Так. кои живеат на територијата. Но ова директно се одразува и на нив, бидејќи кога ќе дојдат они од страна кои што немаат каде да се паркираат, немаат ни центарци. Постојано се соочуваат со тој проблем, тоа е факт. Точно, Да. и се случува во Да. центар. Приоритет се граѓаните на центар. Секој Да. центар е за да има свое место, паркинг место. Има гаражи, каде што верувам дел од граѓаните не ги користат поради полесна логистика, така да кажам. Меѓутоа, решението за паркинг местата постојат повеќе решенија. Те сите се системски. Јавниот превоз во соработка со тоа е надлежност на градот, мора да биде перфектен. Кога ќе тргнете од Ѓорче да стигнете до Соборен храм, за 7 минути да стигнете. Во тој случај секој граѓанин ќе се чувствува комфорен, дека нема да го изгуби времето 4 сата да патува од една точка до друга точка, туку баш напротив ќе стигне на време и тоа ќе прекине се помалку и помалку да користи својот автомобил. Во однос на тоа што би се случувало во центар. Планираме изградба на повеќе катни гаражи, тоа е едната е во Бунјаковец, каде што тој паркинг би бил со наплата за секој што доаѓа во тој дел од градот, а сервисно стамбените улици што се низ Бунјаковец би биле резидентни и би биле исклучиво за граѓаните на центар. Секако со добра анализа би се видело дали некоја улица би можела да биде комбинирана, во зависност колку слободни места би имале во текот на денот, да биде например од 7:30 до 16:30 кога граѓаните од центар се минуваат некаде надвор од домот со кола на работа и кога ќе се вратат тој да продолжи во тој паркинг да биде резидентен само за граѓаните, нели и ПОЦ треба да живее и да функционира со наплата на паркинг места. Планираме монтажна гаража карши новата железничка станица, кај што би се релаксирал тој дел. И дополнително разгледуваме опции, тоа е едната опција во Капиштец, каде што би имало дополнителна монтажна гаража, би се зголемил капацитетот и би се релаксирал и тој дел. Во однос на Девар Мало, долго време е планирана во изминатиот период години, не само во минатиот мандат, претходно е планирана нова општинска зграда, бидејќи искрено луѓето таму работат во услови во бараки што се од 63-та година после земјотресот. Пред се треба да се обезбедат услови за вработените ако сакаме да испорачуваат
квалитета, да не бидат фрустрирани од тоа каде што работат. Планирано е под општината да има подземен паркинг на 3 нивоа, од прилика 300 паркинг места и тој проект мора да се реализира за тој дел. И сите улици сервисно станбени во Деврмало да бидат за граѓаните како резидентни, со можност некаде и комбинирани во одреден период од денот, а с целото паркирање на ново дојдените автомобили од надвор од центар да се паркираат во таа катна гаража и дополнително планирана Михаил Цоков, тоа е Котската улицата пред општината и паркингот Карши Фонтана да биде ослободена од паркирање, да биде исклучиво пешачка зона со еден убав плоштад, да се тој кварт тука што е кај Боемска, да се ослободи за движење. Патната инфраструктура малку е ограничена поради населеноста, нели, и се, но се планирали нешто на овој план и колку сообраќајот кој што е поврзан со таа патна инфраструктура ќе помогне токму на Safe City моментот од 1 јануари 2026 година, бидејќи возењето и начинот на кој што се вози многу добро знаеме, не само во центар, туку во целата ни Македонија. Сите улици што се во надлежност на општината, да. Повелеме тоа смирување на сообраќајот, ќе ограничиме движењето на 30 км на час со поставување на тие смирувачи, не класични лежачки полицајци каде што би се оштетило возилото, него имаме во Орце Николов исто така на Народен фронт тие смирувачи, би го искористиле тој концепт на повеќе улици каде што планираме дел од нив да се реконструираат. Кога зборуваме за реконструкција на улици, не зборувам само гребење на асфалт и поставување на нов, туку комплетна реконструкција во како што изгледа денеска Орце Николов. Има дел за улица, дел за паркирање, пешачка зона, велосипедска патека. Тоа го подразбирам јас како реконструкција на улица со нови сообраќајни решенија. Ако можеме некаде да, например, 50-та дивизија ја разгледувавме, таму не е ништо реализирано со години и се што се случува околу неа, тој потек планираме да го направиме во концептот буквално на како што е Орце Николов, дополнително улици како што се Христо Смиренски, 9 мај во Куњаковец. Имаме повеќе улици, бидејќи секаде се гради. Во моментот најголем број од улиците се сериозно уништени, дури некои до сега во изминатиот период 4 пати се преасфалтирани, не може да кажам реконструирани, само асфалтирани. Трагедијата да биде голема, се дава тоа реасфалтирање на еден изведувач, кога се наградува, тој лошо го асфалтира, се наградува истиот. И не знам зошто се продолжува со тој изведувач. Планот е кога ќе направиме улица да направиме како што треба. И тоа да биде трајно решение. Биде буквално што го зборувам системски решение. Да им се помогне граѓаните, да имаат секој свое паркинг место, да има простор за пешаци, да има простор за велосипеди. Бидејќи ако сакаме да го намалиме и влезот на автомобилите, ако сакаме да го намалиме и циркулирањето наше во центар со автомобилите, мора да ги ослободиме дел од улиците за велосипеди како алтернативен транспорт. Ја спомнавте на почетокот бетонизацијата, која што е неспорен факт токму околу улиците, начинот на уништувањето е поради градбите. Како ќе реагирате да се намали ова? Што ќе направите, бидејќи факт е најинтересен дел од градот, но и од Македонијата, токму е центар, не бадијава се и цените нели на квадрат и се. Од друга страна па тоа удира на моментот на комуналиите од кои што живее, да не речам, општината, дел зема и градот, нели? Како ќе направите и што би направиле за да се намали оваа бетонизација на центар која што е факт? Ревидирањето и донесување на нови дупови е почеток на ослободување и доделување на јавниот простор на граѓаните. Во изминатите 4 години се донесени 3 дупови. Разгледувани, како што велат, повеќе, меѓутоа тој не е донесен. Вие може да разгледувате дуп 10-15 години. Донесен дуп е завршена работа и по него се реализираат работите. Тенденцијата ќе биде што можеме повеќе простор, зелени површини, да бидат за граѓаните. Секоја голема државна парцела не планираме да ја расцепкуваме, за да може некој понатака да дооформува. Ако има 30% да дооформи, уште 17% па да направи тука на државно земјиште, уште
уште поголема зграда. Јавниот простор, државниот простор исклучува за граѓаните. Дали парк, дали игралиште, дали е потребно некаде да ставиме градинка. Сето тоа оди со одредена анализа. Дали треба да направиме зголемување на капацитет на училиште или ќе направиме нова реонизација за училиште, да веќе имате во центар училиште каде што има премногу деца, има училиште каде што нема доволно деца. И во процесот на разгледување на проектната документација која што стигаат во општината, сериозно, квалитетно да се разгледаат и дополнително редовни и вонредни инспекцијски надзори во процесот на градба. Да видиме тоа како се гради. Бидејќи развој на еден град, на една општина треба плански да се прави. Урбанизмот е убава наука која го дефинира урбаното живење, каде ќе има зграда, како има зелено, како има улица, како има игралиште. И да искористиме таа наука за интересот на граѓаните, а не за интересот на одредени поединци. Разбирам, бизнис мора да има, бидејќи изградбата на една зграда повлекува многу работници, материјал купување, циркулира економијата. Меѓутоа, сето тоа да биде во интерес на граѓаните, не да биде во интерес на 2, 3, 5 или 10 поединци. Како човек е малку субјективно прашање, но кои се вашите афинитети и квалитети кои што ќе помогнат да работите работата како што треба, да бидете вистинскиот градоначалник за Центарци? Јас 18 години работам во приватниот сектор. Таму го печелев знаењето. Во приватниот сектор нема работа ајде за утре. Имаме роковник кој треба да се заврши. Дополнително работев во странските компании, инвестиции во автомобилската индустрија и таму нема простор за импровизација. Тоа што го имам во себе како професионализам, како професионалец, како инженер и менаџер низ годините ми дава за право дека утре кога ќе влеземе со мојот тим во општината, кога ќе почнеме да работиме, кога ќе ги поставиме новите процеси на функционирање, бидејќи се почнува од едно барање. Треба да помине низ општината и треба да излезе како квалитетен продукт. Тоа е секаде исто, и во фабриката кај што работи, и во фабриките кај што работи. Имате барање од купецот, знаете што треба да направите, треба да помине низ процесот на производство и на крај да извадите квалитетен продукт. Бидејќи во автомобилската индустрија најголем дел од работите се поврзани со безбедноста. Со безбедноста нема компромис. Квалитетот мора да биде на највисоко ниво. Инаку толку готово и завршува бизнисот, купецот се оди на друга локација. Исто и политиката. Ако не испорачате добар продукт, ако не испорачате квалитет, првен ќе бидете на мета на јавноста, а утре не може да се борите за нешто понатока ако планирате да се занимавате со политика. Затоа велам, целото искуство што го имам, целото знаење што го имам стекнато по странски теркови, амерички и британски, кои што знаат како треба да се испорача квалитет, целото тоа ќе го пренесам во општината. Дополнително можам да кажам дека имам феноменален тим, луѓе кои што исто размислуваме за визијата на центар. Таа визија не е тоа што денеска ни се случува и верувам дека со програмата која што е ние реално, не ветуваме брда и долини, него ветуваме реални работи што знаеме дека можеме да ги исполниме во еден мандат или во најмала рака, не знам, се разгледуваат, се анализираат сите работи, започнуваме со проектна документација и правиме добар распоред и тајмлан кога сето тоа би се реализирало. Тој случај можам да кажам дека се повикам на тоа дека ќе бидам одличен градоначалник. Одговорот е дел и од одговорот на следното прашање, зошто токму вие би биле вистинскиот избор, а не, еве да речеме, Герасимовски или некој од контракандидатите? Зошто Центарци да ве гласаат вас, а не нив? Зошто сте вие подобар од нив? Тој што го кажав и сега, за против кандидатите не би коментарал, секој си има своји квалитети. Ниту па за актуелниот градоначалник не би коментирал, бидејќи граѓаните на Центар го гледаат сето тоа што претходно било ветено и не исполнето и сега повторно се ветуваат истите работи како дежави, да, како да сме заборајале тоа што е претходно ветено, меѓутоа окей, не би сакал да коментирам. Во однос на себе, тој би го кажав, искуството, целото што ги имам стекнато низ годините, тимот со кој што е
заедно со мене, што ја гледаме таа визија за центар како треба да биде и кога разговараме со центарци, истата визија ја делиме. И програмата која ја имаме концепирано реална програма, баш центарска урбана програма, кај што се осврнуваме и за безбедност, и за хигиена, најповеќе за млади, и младите ни се приоритет во нашата визија, и од кај нив доаѓаат тие сегашни прогресивни идеи и ќе бидат вклучени комплетно во процесот на раководење на општината. Секој ден сте на терен, еве сме влезени веќе во вториот дел од кампањата. Имаме уште помалку од половина до крајот, односно до изборите. Каков е приемот на центарци кон вас? Како се чувствувате кога сте меѓу граѓани? До сега не бев одбиен на ниту една врата, многу врати поминат. Центарци се желни за промена и коментарот е ист, дека нас ни треба чиста и безбедна општина. Дека ниту гледаат чиста општина, ниту гледаат безбедна општина. Ниту гледаат општина во која владее ред. Многу убави разговори со граѓаните, на секој треба да му се укаже прилика да го каже своето мислење. Имаме трпение како тим, со сите разговараме. Многу ми е драго што сме причекани со насмевка, тоа ни дава многу голем мотив и кураж. И ветерот во грб е многу важен во овој не толку долг процес, меѓутоа процес каде што треба секоја куќа да се посети, а не се малку. Секоја рака да се поздрави и со секој да се направи муавет. Тоа се многу енергии и многу ми е драго што сета таа е позитивна енергија и ни дава сериозен ветер во грб. За крај очекувања од 19-ти, еве го каде и да е за неколку дена што се вели. Според тоа што го следиме на терен, според тоа што го добиваме како фидбек, очекувам победа. Секако. Затоа сум влезен во оваа трка, пред да победам, а потоа да ги сменим работите што се случуваат во општината. Не би било благодарно да кажам дали тоа ќе биде на 19 или на 2, меѓутоа очекувам победа, бидејќи центар е општина каде што буквално ќе биде интересна за следење на јавноста со уште една-две општини, меѓутоа на крајот очекувам да бидеме победници. Ви благодарам што бевте мој гост. Ви благодарам многу на овојот разговор на воедното време. Благодарам и посакувам многу среќа на 19-ти, па може би на 2 како и да е. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.